Цената на парното ќе се зголеми за 14,18%. Ваква одлука за топлинската енергија донесе денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цената на парното зависи од цената на гасот, кој е двојно поскап од лани. Гостин во Дневникот Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика. Бислимовски, добре дојдовте во Дневникот. Зголемивте струја, зголемивте парно, уште водата да ја зголемите и да видиме комплет. Понекогаш и нафтата ја намалуваме. Па добро, да. На што се должи ова зголемување на... Основна причина за зголемувањето на цената за топлинската енергија во градот Скопје е зголемениот трошок за природен газ. Споредено со тоа што го имавме како цена минатата година, кога беше $230 за нормален метар кубен, во овој период е веќе и околу $2100. Значи, речиси нешто помалку од 10 пати цената на природниот газ е зголемена во однос на тоа што било порано. И тоа е единствена причина за зголемувањето на цената за топлинската енергија. Имало периоди кога сме намалувале цени, кога била и ниска цената за природниот газ, тоа го направивме минатата година. За жал, во 2022 ситуацијата е таква каква што е. Цената на природниот газ достигнува вредности кои што пред 1-2 години не ни можеле да се помисла дека може да се достигнат, но тоа е тоа. Она што е битно со оваа одлука е дека очекуваме за прв пат во пресметките влегуваме 70% од потребите за топлинска енергија за потрошувачите приклучени на најголемата мрежа во градот да бидат обезбедени од ТЕТО, а 30% од топланите во градот Скопје. Тоа го правиме од една единствена причина, поради тоа што цената на топланите е 8,97 денари, додека цената по која што ТЕТО ќе продава топлинска енергија е 60% пониска. Тоа го утврдивме со оваа одлука, значи некаде за 2,5 пати е пониска цената од ТЕТО. За да имаме добра грејна сезона и релативно една ценовна стабилност, мора во текот на грејната сезона да работи когенеративната постројка ТЕТО, бидејќи на тој начин добиваме најефтина топлинска енергија. Инаку само за компарација, ова што се случува на берзите за природниот газ, тоа се рефлектира и во Македонија, за периодот од јануари и од април, кога викавме дека имаме екстремно високи цени за природен газ, тогаш просечната набавна цена на природниот газ изнесуваше некаде околу $1000 за нормален метар кубен и за жал сега одиме имаме далеку повисоки цени кои што се близу до $2000 за нормален метар кубен. Бислимовски се извинувам. Ова до овде го сваќа моментот, апропо се оно што се случува со руско-украинската криза, цените на природниот газ. Ке имаме ли прво топлинска енергија, дали можеме да бидеме спокојни во тој дел, бидејќи го споменавте ТЕТО во еден од говорите сега. Зошто се споменува ТЕТО? Нешто има што треба да го знаеме како граѓани, се одвиваат некакви разговори на повисоко, на владено ниво, тоа е едниот момент, другиот момент, топланите чиви се сега. Бидејќи тамо тоа беше под стечај. Во моментот... Повелете. Во моментов собственик на топланите е Адора и е во постапка е распишување на тендер на кој што ќе имаат право да се пријават сите заинтересирани страни за вршење на енергетските дејности, производство на топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија. Очигледно е веќе, јасно е дека ЕСМ пројавува интерес и веќе формира 3 посебни компании кои што ќе конкурираат на овој тендер. До изборот на новиот вршител на трите енергетски дејности,
компаниите кои што произлегуваат од БЕК се обврзани да ја вршат соодветната енергетска дејност. И јас верувам дека роковите кои што се предвидени во Законот за енергетика ќе се испочитуваат и некаде во месец септември ќе имаме нови вршители на енергетски дејности. Инаку тето е многу битен. Дали можеме да бидеме спокојни дека ќе имаме топлинска енергија? Јас верувам дека сите компании кои што ќе превземат вршењето на овие дејности, особено во делот за БЕК производство, дека ќе обезбедат природен газ. И уште еднаш потенцирам дека ние во целата грејна сезона мораме да го имаме тето на располагање, не само од аспект на топлинска енергија, туку многу повеќе од аспект на електрична енергија, бидејќи ќе ги подобри и напонските прилики и секогаш повторувам дека најевтина енергија е домашно произведената енергија. Добро, дали е разговарано со тето? Па видете сега, треба да бидеме отворени и да кажеме дека без тето нема да можеме да функционираме, така да нема друга опција. Друга опција е Скопје да тето не може да користи мазут, доколку не се обезбеди природен газ, единствена друга опција која што е на располагање е мазутот, која што од аспект на цена не е проблематична, бидејќи цената на мазутот и која што би влијаела на крајната цена е тука негде, како нашата денешна одлука, но во еден град кој што веќе е еколошки освестен, не верувам дека мазутот е решение. Апсолутно, ако нема друга опција, мазутот ќе треба да се обезбеди. Дали е разговарано со тето? Па ја верувам дека државните органи, институции веќе се во комуникација со тето, едноставно тето мора да работи. Јавниот интерес е секогаш најбитен. Тето е приватна, така? Да, тето е приватна компанија, но дали тоа мора да работи? станува... Дали мора да работи подразбира и можеби конфискација прегруп збор? Не, јавниот интерес е најбитен. Тето е приватна компанија, комерцијална компанија, на која што можеби ќе треба да се помогне да набави природен газ, од аспектот каде да го обезбеди, и тето ќе си продава на пазарот на електрична енергија по пазарни цени кои што ги покриваат неговите трошоци, кои што се најголеми во делот за набавката на природниот газ. Значи, од тој аспект, уште еднаш потенцирам дека јавниот интерес е најбитен и дека тето ни е битен во текот на цела оваа грејна сезона, но продажбата на електрична енергија, како и што правел тето до сега, ќе си оди на слободниот пазар на електрична енергија. Добро, полека да привршам, уште две прашања за крај. Се носи законска или се прогласува кризна состојба, се планира во август за струјата. Можеме ли овде да бидеме спокојни, претставатели? Значи, во делот на електричната енергија, многу битна работа е што ќе се случува во Бугарија. И работите треба да ги кажуваме отворени, такви какви што се. Доколку Бугарија не обезбеди природен газ, апсолутно, бидејќи тој веќе не доаѓа во Бугарија, апсолутно дека Бугарија нема да може да извезува електрична енергија во регионот, бидејќи еден од најголемите извозници во регионот, и во тој случај можни се проблеми, бидејќи и снабдувачите и трговците кои што продаваат и во Македонија, во голем дел од своите потреби ги обезбедуваат од Бугарија. Но верувам дека Бугарија ќе се обезбеди природен газ, така да ќе има и доволно производство на електрична енергија, не само за Македонија, туку и за останатите земји во регионот. Инаку, факт е дека во моментов насекаде во Европа има проблеми со производството на електрична енергија. Она што не се знае, треба да се истакне е дека има сушна година во Европа, имаат проблеми и со
обезбедување на вода за ладење на термоелектраните, тамо каде што има нуклеарни електрани, и конкретно во Полска 500 мегавати од термоелектраните не работат, бидејќи нема доволно количини на вода за ладење на овие термоелектрани. Значи, ќе имаме тешка зима, сите мерки кои што треба да се превземат, се превземаат и сигурен сум дека и понатака ќе се допревземат и верувам дека ќе успееме да ја пребродиме оваа криза која што не се однесува само на Македонија, туку се однесува во цела Европа. Бислимовски, можна ли повторно корекција на цената на струјата? Па во овој момент не гледам никаква причина за корекција на цената на струјата, бидејќи тендерот и кој што се однесува за количините кои ЕСМ треба да ги даде на Евана Хоум, обезбедува количини до крајот на годината, исто така и количини за набавка на загуби, и во тој дел немаме, сега првичните информации укажуваат дека немаме никакви проблеми и дека континуирано се почитуваат трите договори кои што ги има ЕСМ со Евана Хоум, електродистрибуција и со МЕПС. Тоа е до крајот на годината? Да. Од 1 јануари? Значи, до крајот на годината цената е 48 евра за мегават час за во делот на снабдувањето, и понатака ќе видиме каква е стратегијата и на ЕСМ, па ќе видиме што ќе се случува од 1 јануари. Добро, сосема за крај, нафтата некако оди долу, така и на светските берзи, евидентно е дека тоа е и во Македонија, паѓаат и бензините и дизелот цените, меѓутоа далеку од оние суми на кои што бевме навикнати, 50-60 денари, сепак е и ова висока, 96, колку беше дизелот. Какви се прогнозите во однос на нафтените деривати? Па еве, ова што го гледа во текот на денешниот ден, на светските берзи, за жал има пораст на Брент нафтата за некаде 3 до 4%. Тоа се тргувања во денешниот ден. Вредноста на доларот во однос на денарот има некој тренд на пораст, некаде 60,7 денари, што е исклучително високо, но да видиме како ќе завршат котациите, бидејќи ние не ја земаме во предвид цената на Брент нафтата, туку ги земаме цените на секој дериват посебно за бензини, посебно за дизел, од медитеранската берза, кој и тие податоци ни го доставува Плац, па ќе видиме како ќе завршат, како ќе се затвори оваа берза вечерва, и во понеделник се разбира дека ќе носиме одлука, но има пораст на баш во денешниот ден на нафтата, и исто така има пораст одредени на курсот на доларот.